повик до македонските граѓани и компании да ја помогнат на Украина со хуманитарни донации. Упати Украинското здружение во земјава, Лесија Украинка, кој отвори пункт за донации во Скопје. Кој има можност, ве молам да не придружите, да не помогнете. Лекови, облека, вода, конзервирана храна, средства за лична хигиена се само дел од работите што им се неопходни на жителите на Украина. Тука во овој магазин секој е добро дојден. Имаме голема потреба буквално и за облека, и за лекови, завои, и за пелени, и за храна. Магазинот за донации се наоѓа во населбата Ѓорче Петров, а им го остапила приватна компанија. Се надеваат дека наскоро ќе добијат дозвола да отворат пункт и во центарот на градот. Имаме човек во Прилеп, имаме уште во Охрид и се договараме околу тоа да поставиме некој пункт на прием некаде во центар. Нивното здружение не е големо и велат дека секаква помош би им била добре дојдена, од донации до превоз па и волонтери што би им помогнале. И физичка сила, да кажам, нас не треба, затоа што сега планираме и повеќе пунктови да отвараме, освен овој што сме сега во магазин, за да имат можност повеќе луѓе да донират и побрзо да стасе помош до Украина. После првичниот шок од воените напади, решени се да му помогнат на тамошното население. Ние не можеме тука да седеме и само да ги пратиме вести и да плачеме. Ние сме тука за да помагаме. Досега наши компании се огласиле на нивниот повик и испратиле камиони со храна, вода, облека. Се зголемува и бројот на македонски граѓани што индивидуално се вклучуваат во хуманитарната акција. Донеса луѓе палета шеќер, една палета брашно, дојде жена донесе вода и донесе после апчења, така. Ние сме благодарни за таа помош што вие изразувате за Украина. Според Обединетите нации пак на жителите на Украина им е потребна итна помош од 1,7 милиарди долари. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.